Мартин, што за тебе представува слободата на изразување и слободата на медиуми? И како млад човек, што мислиш за активизмот? Пред се сакам да истакнам дека нема ништо повредно од слободата, општо генерално како слобода зборот. Слобода на изразување, особено доколку професијата вие новинар, е едно од најзначајните нешто што го посакува секој новинар, слободно да пишува на одредена тема, која што се смета дека е од јавен интерес и дека може да донесе промени во општеството. Меѓутоа, колку таа се практикува и каква е состојбата генерално земено во Македонија, во медиумите во Македонија и во медиумите во светот, сметам дека сме земја која што е се уште се бориме да можеме да се изразуваме, особено во последните неколку години, каде што новинарите кои слободно се изразуваа, сведоци бевме на затварање, на големи притисоци, на енормно високи казни. Поради тоа сметам дека новинарите се уште треба да ја водат таа борба за да се изборат слободно да може да се изразуваат. Кога зборуваме слобода за медиумите, тоа се зависи од уредувачката политика, односно како медиумот е насочен да ги информира своите гледачи, својата публика. Некои медиуми се економски независни, односно од политиката, без разлика која партија, политичка партија и да е на власт, се известуваат коректно, независно. Меѓутоа има и такви што последниве години, значи, излегува и податоците кој медиум колку пари бил финансирано од владата и поради тоа нормално се има своја цена, така да не верувам дека доколку некој медиум земал милионски суми на пари би известувал против власта, напротив, тој медиум станува послушник на власта. Поради тоа е многу важно медиумот да биде економски независен од централната власт и конкретно доколку зборуваме за локалните медиуми од локалната власт, туку да известува во интерес на гледачите, на граѓаните и на јавната интерес. Активизмот е особено значаен, особено затоа што благодарение на тој активизам во Македонија луѓето почна да веруваат во промени и се случија големи промени. Со сведоци бевме на студентските протести, на средношколските протести. Сите тие збиднувања донесоа промени на политички план во земјата, меѓутоа и последниот период се покажува колку е важно јавното мислење, јавната критика, дека може да промени нешто доколку се сака. Сепак треба да биде да биде на повисок пиедестал, односно да имаат поголеми права за здружување и за реакција на она што се смета дека не е во ред, односно нештото што не функционира. Во однос на образовниот систем што се нуди во Турција, сакам да истакнам дека сум задоволен од образованието, затоа што студирам на Универзитетот Гази во Анкара, кој инаку е еден од најдобрите универзитети во Турција и се наоѓа на Шангајската листа за најдобри универзитети во светот. Задоволен сум затоа што во Турција праксата е задолжителна без разлика што и да студираш, значи мораш да реализираш пракса. И со тоа, нели, студентите се стекнуваат со реалната состојба како функционира работата, односно професионално се запознаваат со она што го изучуваат. Универзитетите и факултетите, тоест, се на високо ниво во однос на условите на одржување на настава, значи сведоци бевме, например, колку се лоши условите кај нас, особено, не знам, на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Факултетите се руинирани, не знам колку години не се реновирани, не се обновени,
учат на искршени клупи во субстандардни услови. Значи нема услови за одвивање на редовна настава. Меѓутоа во Турција не е таква состојбата. Условите за изучување, за одржување на наставата се навистина на високо ниво. Што се однесува до медиумите, веќе зборувам, ќе направам една паралела помеѓу локалните медиуми во Битола и локалните медиуми во Анкара. Анкара е град каде што живеат 6 милиони жители, значи автоматски доколку си локален медиум во Анкара имаш 6 милионска публика. Кај нас во Битола 80.000 публика од кои не секој гледа локален медиум. Потоа Анкара е како главен град доста економски развиен, така да медиумите се економски независни затоа што особено они кои работат само на маркетинг, на рекламирање на фирми и компании и не очекуваат никакви средства од страна на власта. Без разлика кој да е на власт, која политичка партија, тие воопшто не зависат и водат сопствена политика онака како што сака медиумот, додека пак во Битола тоа е пазарот, се знае точниот број на фирми, се знае економската моќ на фирмите кои што ќе се рекламираат на локалните медиуми, поради тоа многу потешка е состојбата овде на локално ниво кај нас за разлика од Анкара, од Турција. Во однос на изразувањето, како тоа, колку имаат слобода во изразувањето, според мене, значи доколку јас се прашувам која е реалната слика на Турција, затоа што често ме прашуваат зошто се одлучи да студираш новинарство токму во Турција. Им објаснувам дека медиумите, односно западните медиуми, прават една погрешна слика за она што е реално во Турција, така да не е до толку лоша ситуацијата како што е представена. Сепак има слобода, меѓутоа има и доста притисок од власта, така да откако се случи воениот удар, односно пучот во Турција во 2016 година на 15 јули, до сега се уапсени над 3500 новинари и не знам колку медиуми се затворени со тоа што биле поврзани со ФЕТО организацијата која што го организираше пучот во Турција. Колкава е поврзаноста, јас не сум компетентен да одговарам, меѓутоа сметам дека е голема бројка 3500 новинари да бидат уапсени. Како би оцениле вие генерално еве за Турција, давате една слика како изгледа новинарството или како изгледа да си медиум во Турција, како изгледа да си медиум во Македонија? Колку новинарството има таа слобода и ако има колку што се треба да преземе за да се заштити таа слобода или да се стегне уште поголема слобода и независност? Видете, во Македонија слободата на изразување сепак ќе кажам за разлика од Турција имаме на некој 1-2 степен повисоко ниво се наоѓаме. Меѓутоа условите во кои работат, особено новинарите што работат во локални медиуми се субстандардни. Значи постојат се уште медиуми што се наоѓаат во бараки, имаат ограничени ресурси на работа, дописниците немаат своји канцеларии, па мораат да се снајдуваат каде ќе стигнат, значи тоа треба да се подкрени на едно повисоко ниво и самите новинари треба да се изборат, меѓутоа многу години е таква состојбата и до сега ништо не се сменило. Искрено се надевам дека ќе има некоја промена во идниот период.